Денес во бекстејдж во следниве неколку минути многу ми е мерак што ќе си поразговарам со еден од нашите најуспешни хармоникаши. Одамна не си бил, меѓутоа сега повод, причина има зошто, а беше дел и од нашиот спектакуларен последен 18-ти роден ден на бекстејдж. Игор Димовски, добре дојде во бекстејдж. Добро е најдов, благодарам пред се за поканата. Убаво кажа, јас на бекстејдж бев пред многу години и еве сега повторно многу ми е драго што ме поканивте. Како се чувствуваш, кажи ми? Каде си во расчекор некако со времево, во гужви, настапи? Се чувствувам одлично, периодов е доста активен, патувања, настапи, новите работните денови пробуваме да ги искористиме за себе и да малку се релаксираме. Креатор на проектот Пауза за ракија. Како се роди идејата за ова, што е нешто многу поразлично од се што гледаме на македонскава музичка сцена? Како се роди? Тоа жареше многу време во мене, многу време стоеше Пауза за ракија како концепт, како замисла. Всушност тоа е искуство од целиот мој, да кажам, музички живот, каде сум анализирал публиката што сака, што не сака, што може да помине, што не. Кажав на неколку луѓе како ќе се вика проектот, направија малце лут. Како ќе се вика Пауза за ракија. Ние баш мислиме дека е многу штосно. Исто и ја така мислев, но човек треба да верува во тоа што го прави, да искрено верува, да го посакува, да работи на случајот и успехот е неминовен. Отидов еден ден кај мојот пријател Александар Кипровски во студио, му кажав тоа што имам да му кажам. Викам еден концепт на песни. Што мислиш, како да? Тој само ми рече, дојди утре, почнуваме со снимање. Така искочи сцена на маса, на муабет, но на крај видов дека Пауза за ракија помина доста добро кај публиката. Каков е вашиот репертоар? Да им објасниме на оние кои што немале можност да ве слушнат во живо, а јас потврдувам дека тоа звучи навистина одлично, сите се на нозе, па да, нема ниту една секунда досадно. Па гледаме да репертоарот е динамичен. Можеше и самата да видиш дека имаме од R&B музика до Што имала късмет стамена. Гледаме се тоа да го претопиме во еден динамичен пат, каде нема да се задржиме на една песна 5 минути, него гледаме во краток период да се сменат повеќе песни. Публиката, мислам дека феноменално реагира на тоа. Имаме електромузика, R&B, фолк музика, значи балкански хитови од се по нешто. Па ете, одиме во тој правец и се трудиме да го задржиме тој стил. Она што го видов, барем на роденденот на бекстејдж, сите беа некако во делириум и да, и дури и други луѓе кои што организираат слични настани, велат овие момци да ги земеме. Јас слушнав такви коментари и сега ти ги кажувам вака јавно во бекстејдж. Кој се е дел од проектот покрај тебе? Добро, јас сум креатор на Пауза за ракија, но покрај мене има голем тим кој што ме следи, настапува со мене. Ние сме екипа од 8 луѓе, од кои 6 музичари и 20 луѓе техника. Во проектите кои што се снимани има голем број на пејачи, да не споменувам, се сигурно ќе заборавам некој. Така да се ова се должи и на останатите мои колеги кои што ми помагаат и заеднички нели го твориме моментот. Беше првичната замисла да настапувате на настани, на манифестации, на свадби? Немаше никаква замисла. Пред се проектот е направен со љубов, енергија, не се правеше никаква калкулација од напред, него го извадивме, па после тоа почнаа реакциите, дури некој викаат, ама ти си купил и на YouTube прегледи, јас немам ниту еден преглед купено, се е тоа дојдено природно. Видете, многу е бизарно да купувате вие прегледи, а да немате реакција од публика. Значи јас оставив, како викаат, реката нели од тука, ако е сопрешо, тука ќе си го најде патот. Така и тоа, треба да верувате во тоа што го работите и јас сум презадоволен од реакцијата на публиката. Сега тоа е што се однесува на Пауза за ракија. Своевремено имаше училиште, школа за млади хармоникаши. Што се случува во однос на тоа прашање? Да, јас многу ја сакав педагошката дејност и работев долго време со тоа, како што знаеш, но од обврски, патувања, ние сме често и во странство настапуваме, не остана време за, можеби во стари години, пак би се вратил на тоа. За сега тоа е замрзнато. Пауза од школата,
Што се случува со приватниот живот? Знаеме дека сопруга ти е Грациела, децата се тука? Да, имам една ќерка Јана со Грациела, оди на училиште, функционира, свири виолина, свири пијано. Значи музички надарена и на тато и на мама од таа страна на семејството. Да, понекогаш имаме проблем со вежбање, нели? Со овие нови Android генерации малце е потешко да се справиш, но колку што можам ја насочувам, ја мотивирам да свири, да вежба и се надевам дека ќе го продолжи тој пат. Јас ке ти се заблагодарам што денес одвои време за Бекстејдж, ти посакувам многу среќа и многу успех, особено со пауза за ракија, како што кажав, нешто што немавте точна замисла и концепт и не знаевте каде ќе настапувате со ова, но како што спомена го правите со многу љубов и е нешто што тлеело во вас и конечно го слуша и јавноста, да се шири тоа и да имате што повеќе работа. Ти благодарам многу и за крај само ќе ти подарам една тортичка од нашите верни пријатели Витаминка. 2 можеш да си земеш, 2. Можеш на Јана да ја носиш. Ви благодарам за поканата, здрави живи, се гледаме во наредна прилика. И цело Скопје чашија да гледа, отпусти ме рака, не се